12 часот и уште едно ново време кога започнуваме со Алфа ординација. Уште еден нов термин. Добар ден и добро не дојдовте. Се надевам дека денеска ве затакнуваме во убаво расположение, во едно празнично расположение. Петровден, честит празник, честит именден на оние кои што го прославуваат овој празник. Два празника, еден подруг, Павловден и Петровден. Се надевам дека во овие летни денови, во овие би рекла тропски гориштени, внимавате на сопственото здравје, а токму за превенција на вашето здравје секако се грижи и Алфа ординација. Денешната тема на која што ќе зборуваме во Алфа ординација е токму причини и третман за нарушена функција на тироидната жлезда. На оваа тема, на моите прашања кои што се подготвени, но и секако и на вашите прашања кои што ги очекуваме во текот на емисијата, доколку се вклучи да секако во разговорот кој ќе го водиме со доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина, ќе одговори апсолутно на сите прашања. Зборуваме на доста актуелна тема за тоа што представува тироидната жлезда, која е функцијата на тироидната жлезда, кои се симптомите при нарушување на тироидната жлезда, понатаму како оди целата диагностика, третманот, лекувањето, препораките за превенција, режимот на исхрана, се дел од прашањата и темите кои што ќе ги начнеме во денешното издание на Алфа ординација. На самиот почеток ве канам да бидете денеска заедно со нас, уште еднаш ќе упата мојата покана, а ќе започнеме со прилог кој ќе биде вовед во темата која што ќе ја водиме денеска. Тироидната жлезда е најголемата ендокрина жлезда во човековиот организам. Овој ендокрин орган во форма на пепиротка е одговорен за регулирање на метаболните процеси во телото и клеточната респирација. Тироидејата продуцира два тироидни хормони, со возможува непречено одвивање на метаболните процеси на ниво на клетка. Зголемената функција на тироидната жлезда проследена со прекумерно лачење на тироидни хормони е познато како хипертироидизам, додека намаленото лачење на тироидни хормони се нарекува хипотироидизам. Намалената функција на тироидната жлезда може да ги предизвика следните симптоми и знаци: замор, недостиг на енергија, сонливост, кршлива и сува коса, опаѓање на косата, сува кожа, кршливи ногти, покачување на телесната тежина и покрај намалениот апетит, отежното губење на вишок од килограми, обсипација или запет, нетолеранција на ладно, болки во мускулите и зглобовите, мускулни крчеви, отоци на рацете и нозете, нарушување во меморијата, отежната концентрација, отоци околу очите, нарушување на менструалниот циклус кај жени, импотенција кај мажи, намалување на либидото, иритабилност, депресија. При намалена функција на тироидната жлезда, клиничката слика е индивидуална и може да се манифестира со различна комбинација, од кои било од горе наведените симптоми и знаци. При намалена функција на тироидната жлезда, клиничката слика е индивидуална и може да се манифестира со различна комбинација од било кои од спомнатите симптоми и знаци. Интензитетот на симптомите варира во зависност од тежината на болеста, колкав е недостатокот на тироидни хормони, колкав е временскиот период на хормоналниот дефицит и така натаму. Кај дел од заболените може да не се јават никакви симптоми или да бидат со многу слаба изразеност, па болеста да се провлекува со години. Затоа, доколку имате некој од споменатите симптоми, консултирајте се со вашиот доктор или со специјалист ендокринолог. Ненавременото откривање и лекување на хипотироидизмот може да доведе до гушавост. Намалена функција на тироидната жлезда може да предизвика и проблеми со срцето. Доколку нивото на тироидните хормони е екстремно ниско, тоа може да влијае врз овулацијата и жената да има потешкоти при зачнување. Периферна невропатија, болка, трнење, намалена сензитивност на допир се само дел од симптомите кои може да укажуваат дека нетретираниот хипотироидизам предизвикало оштетување на периферните нерви. Доколку жената е бремена, а при тоа има некое тироидно заболување за кое не добива соодветна терапија, веројатноста бебето да има интелектуални развојни проблеми е значително висока. Поради различната клиничка слика на болеста, поставувањето на диагноза за хипотироидизам може да биде голем медицински предизвик. За да се дојде до точна диагноза, треба да се земе добра амнеза и да се направи детален физикален преглед. Третманот за хипотироидизам се состои од секојдневно примање на синтетски создадени тироидни хормони. Пред да се одреди која е соодветната доза за конкретниот пациент, потребно е да помине одреден временски период. Оралната терапија за хипотироидизам се зема доживотно. На тема причини и третман за нарушена функција на тироидната жлезда зборуваме денеска во Алфа ординација. Гледајте на. Преку прилогот кој го погледнавме пред малку, дадовме вовед во темата за која што ќе зборуваме денеска во Алфа ординација. Телефонските броеви ги гледате на вашите екрани, уште еднаш ќе споменам дека би можеле да се вклучите во разговорот кој го водиме денеска со доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина. Добар ден и добре ни дојдовте, доктор Билјана, од Систина.
Секако, тука да не пропуштаме да кажеме и од каде доаѓате, така. Од клиничката болница Аџибадем Систина. Так. На самиот почеток, како еден вовед во самата тема и од ваша страна, бидејќи прилогот кој што го подготвив, кој отида пред малку, не ги содржаше баш буквално сите делови во поглед на тоа што представува тироидната жлезда. Па ива како еден вовед, која е функцијата што представува тироидната жлезда? И она што многумина знаат да го кажат, она мала папиротка која што ние некаде во пределот на грлото. Има многу значајна функција врз човековото тело. Апсолутно. Јас би почнала и од таму, каде се наоѓа тироидната жлезда. Тоа е еден мал орган сместен во долната третина од вратот, која што е со мала тежина, негде од прилика 20 грама, меѓутоа со исклучително битна функција. Апсолутно. Изгледот е како пепирутка, бидејќи е изградена, односно составена од два лобуса, кои што помеѓу себе се поврзани со еден истмус. И практично тие два лобуса се како крилца и заради тоа изгледа како пепирутка. Сместена во долната третина од вратот, мал орган, меѓутоа доста функционален. Апсолутно речиси да нема ткиво, односно орган, каде што таа нема своја улога. Најбитната улога е во одржувањето на метаболните активности. Самата тироидна жлезда, за да може да функционира, неопходно е во организмот секојдневно да се внесува јод, кој што ние го внесуваме. Во Република Македонија јодот во моментов го внесуваме преку солта, односно јодираната сол, која што е со законска регулатива 99-та година донесена да се јодира солта со 20 до 30 милиграми на јод од супстанцата калиум јодат. 56-та година за прв пат е донесен овој закон, меѓутоа во тој период се јодирала со 10 милиграми. Бидејќи се уште не била доволно искорената проблематиката со создавањето на гушавоста, со неа и со останатите проблеми со тироидната жлезда, 99-та година постои една нова проверка, една регулатива, каде што има корекција во ова јодирање и тоа е зголемено на 20 до 30 милиграми. Така, подетално во однос на исхраната, во поглед на третман, па и превенција, кога станува збор за негување и чување на тироидата, ќе позборуваме никаде подоцна во самата емисија. Бидејќи ја споменавте структурата и функцијата на тироидната жлезда, па во продолжение ми се намитнува прашањето какви нарушувања би можеле да настанат на тироидната жлезда. Рековте еден мал орган кој чија тежина е навистина минимална, но со огромна функција која што ја извршува сама по себе. Што доколку се наруши дел од функциите? Доколку се наруши дел од функцијата, тие може да бидат категоризирани во две големи групи. Тоа се морфолошки заболувања или пореметување на тироидната жлезда и функционални нарушувања. Ајде да објасниме кои се во групата на морфолошките. Од морфолошките нарушувања може да се појават јазли, односно нодуси или познати кај пациентите како чворови на тироидната жлезда, кои што ги детектираме кај нас со една палпација, значи со еден физикален преглед на пациентот, а понатаму и со еден ултрасонографски преглед. Доколку видиме дека навистина истите постојат, понатаму во зависност од нивната локализација и големина, се предлага да се направат уште некои диагностички мерки, тоа се скенирањето на тироидната жлезда со радиоактивниот технициум пертехнетат или доколку е потребно со радиоактивниот јод 131. Доколку имаме сомненија дека нешто се случува во тие јазли, доколку самата поставеност во однос на тироидната жлезда дозволува да се направи една тенкоиглена биопсија, тогаш му се предлага и тоа на пациентот, се со цел да се види каква е природата на јазлот кој што се крие во самата тироидна жлезда. На жалост, не сите јазли, односно чворови, се бенигни, некои од нив, за среќа ќе кажам во мал број, се малигни, меѓутоа постојат и тие, и во зависност од тоа што ќе го добиеме од патохистолошкиот наод, понатаму советуваме како ќе оди третманот на овие заболувања. Најчесто, доколку тоа се мали промени и доколку дозволува биопсијата да продолжиме само со следење на овие пациенти, тогаш се предлага, значи, после неколку месеци да се направи нова контрола. Најчесто првата контрола ја предлагаме да биде после 2 до 3 месеци за да видиме дали ќе имаме големи промени, односно пораст на овие јазли. А доколку имаме резултати кои што одат во прилог на малигни заболувања, тогаш сепак се одлучуваме за хирургијата, која што бара едно тотално отстранување на тироидната жлезда и понатамошен третман од лекарите специјалисти по нуклеарна медицина. Така.
Тоа е поднос Тоа е на во групата на во групата морфолошките. на, да, структурните, односно морфолошките заболувања. А во Кога- поглед на Кога функционалните? станува збор за функционалните, тогаш прво би кажала дека самата тироидна жлезда функционира, односно создава два хормона, тоа се Т3 и Т4 хормонот или триотиронинот и познатиот Т4 или тироксинот, кој што кај пациентите кои што ја имаат оваа проблематика е доста познат. За да може да се создаваат овие тироидни хормони, реков на почетокот, потребно е да го имаме ово јод внесено. Меѓутоа, за да се одвива во една нормална регулација, потребно е да они добијат и наредба од некого за да нормално се создаваат. Они се под директно стимулирање од хипофизата, каде што се излачува ТСХ хормонот, односно тиреостимулирачкиот хормон. Па заради тоа, многу често, односно кај секој пациент кој што доаѓа на преглед, се прегледуваат овие хормони. Т3, Т4 и ТСХ хормонот, за да се види како функционира тироидната жлезда. И тука токму настануваат и тие функционални пореметувања. Ако имаме недоволно количество на овие Т3 и Т4 хормони, односно триотиронинот и тироксинот, тогаш се случува да се развие заболувањето хипотироидизам. Тироидната жлезда функционира по пат на обратна повратна спрега. Што тоа би значило? Доколку имаме намалено количество на овие Т3 и Т4 хормони, тогаш имаме покачување на ТСХ хормонот. Обратно, ако настане хипертиреоза, тоа значи дека во организмот се создаваат многу хормони, Т3 и Т4, и тоа прави обратна пропорционална спрега, односно имаме намален, односно ние го викаме супримиран ТСХ, кога тоа е во немерливо ниски граници. За честани болести, хипотиреозата нешто почеста, да, може да се каже особено честа, и од структурните тоа се нодозните еутироетични строми. Значи тоа се двете заболувања кои што кај нас се во една така поголема бројка. Кои се предизвикувачи, кои се причинители за настанување на било какви промени кај тироидната жлезда? Дегенерација на самата тироидна жлезда. Пред се тироидната жлезда оди како едно фамилиарно заболување. Значи, наследно заболување, сепак така гените, да, како повеќето заболувања, така и во овој случај си го вршат особено и кај тироидната жлезда. Така. Тоа е една од причините. Понатаму автоимуната компонента, односно тука би ги спомнала двете заболувања, тоа е Хашимотовиот тироидит како автоимуно заболување и Грейвс-Базедовата болест исто така. Понатаму, многу често се случува да имаме така наречени постпартални тироидити или заболувања на тироидната жлезда кои што се јавуваат после бременоста. Тука си воспаленијата на тироидната жлезда, каде што причинителите се вирусните, вирусите. Некогаш се случува да имаме и бактериски причинители, меѓутоа во голем дел се вирусните заболувања. И на жалост мора да се спомене стресот како еден од факторите кои што исто така знае да предизвика некои од овие функционални нарушувања на тироидната жлезда. Зошто многумина велат дека тукму проблемите со тироидата е женска болест? Естрогенот е главниот. Светската литература, а и кај нас, укажува на тоа дека жената е повеќе афектирана од заболувањата на тироидната жлезда. Кај нас, а и последните податоци кои што доаѓаат од Сдруженијето за заболувања на тироидната жлезда, укажува дека соодносот е негдека 1:7, значи едно машко наспроти 8 жени. Негдека Канада и Америка се проценува дека тоа може и да е некој малце поголем број, така да сме повеќе подложни на женска болест. Апсолутно повеќе се смета како женска болест. Додека едни од оние што ја третираат тироидната жлезда, односно кои што се занимаваат за проблематиката, може да ви кажа дека може би се уште до крај не се знае причината зошто е сето ова. Другите кажуваат дека не само тироидните хормони, туку и останатите хормони кои што ги има во човековото тело, односно кај жената, се тие кои што дозволуваат да се развијат овие болести почесто кај нас отколку кај мажите.
Така, навистина. Многу убаво објаснувате. Морам да кажем, во продолжение би сакала да позборуваме за знаците и за симптомите кои што се јавуваат при пореметена структура на тироидната жлезда. Така. И веќе почнем од функционалните заболувања, бидејќи тука некако симптомите малце повеќе можеме да ги Пред препознаеме. да одговориме на ова прашање, бидејќи исто само на почетокот на одговорот, да му оставиме простор на гледачот кој го имаме на линија, ќе го поздравиме во продолжение. Телефонските броеви ги гледате на вашите екрани, па би можеле да се вклучите во разговорот кој денеска го водиме во студиото. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. И на Ми се допаѓа оваа ведрина во класот. поздрав до вас, водителката и Поздрав и до вас. водителката. Така, повелете. Телефон е 48 годишен пациент Така. и диагностицирано ми е Хашимото. Меѓутоа со последните резултати, вака да кажам дека тироксинот е 12,1, а ТСХ-то е со покачена вредност 10,7. Па би сакала искрено да, инаку диагнозата реков која ми е, примам таблети Еутирокс по 50 микрограми на ден. Така. Вака би сакала да слушнам мислење и од вашата гостинка денеска, доколку може да ми каже нешто. Секако. Инаку некако Еутироксот прво примав од 25 милиграми, сега од 50 ми е покачен, меѓутоа некако не се чувствувам баш добро, некако како поизморена, некако чувствувам и тахикардија. Дали е тоа поврзано со ова? Доколку може докторката да ми одговори. Ви благодарам многу за вашето јавување, ќе добиете одговор веднаш. Веднаш ќе дадам одговор дека пациентката во моментов не се чувствува добро заради тоа што е покачено нивото на тиростимулирачкиот хормон, односно ТСХ. На незина возраст, на 48, колку што ја слушнавме пациентката, дозволените граници негдека во зависност од лабораторијата кои референтни граници ги дозволува е негдека до 4,2, односно 4,5 мили интернационални единици на литар. Меѓутоа, ова 10 е веќе сериозно покачување. Не е сериозно да се заплаши пациентката, меѓутоа тоа значи дека во моментов нејзиниот организам бара да се внесе повеќе од терапијата која што ја зема. Заради тоа не се чувствува убаво, односно го чувствува заморот, ја чувствува тахикардијата, односно срцебиењето, заради тоа што срцето се мачи, затоа што се намалени метаболните активности. Сега, што во однос на незината диагноза, бидејќи кај неја имаме намалена функција на тироидната жлезда, предизвикана од автоимуна компонента, тоа е тој Хашимотов тироидит, третирањето добро започнало. Секогаш одиме со најмалите дози, од 25 микрограми, а потоа во зависност од вредностите, како што ќе се прават контролите, така се зголемува потребата, односно се зголемува дозата. Колку што ја разбрав, пациентката кажа 75 микрограми. Јас би предложила, доколку не е видена со лекар која третира, да се види, бидејќи ќе треба да се земе поголема субституција од еутироксот. Лекот е единствен на пазарот, со добро искуство сме и со добар лек, тој левотироксин, кој што во организмот кога ќе се внесе, велиме, не се препознава дали е тој однадвор внесен или го создала тироксинотироидната жлезда. Така да симптомите сепак би ги препишала на неговото високото рацио на ТСХ хормонот, а не на еутироксот, за да не се чувствува доволно добро. Така, се надам дека гледачката се доволно да одговорат. Ќе имаме уште еден гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелата. Вака, поздрав до вас и едно прашање. Поздрав до вас, повелата. Сега колку јас веќе успеам да го прочитам, и сакав да слушнам мислење докторката. Така. За FT4 и тироксири, тоа е ваѓа долниот резултат. FT4 е 0,745, а долниот ваѓа тоа T3 или не знам, T3, 3,11. Колку рековте? 3,11. Добра. Интересира резултатите, како се и дали има некои проблеми околу тоа. Така. Или можни компликации. Од ова што го прочита пациентката,
направени се слободните фракции од тироксинот, значи тоа се FT4 хормоните, значи дали се проверува T3 или T4 или FT3 FT4 во поново време како посензитивни, односно како неврзани структури, ги хормони се токму тие FT3 и FT4. Пациентката даде податок за FT4 дека е 0,7 вредноста. Се зависи која е референтната вредност во лабораторијата која што ги направила. На самата анализа, така? Од она што ние секојдневно го следиме, би требало да се движат вредностите негде од 0,7 или 8, што значи е на некоја долна граница овој хормон, а T3 предпоставувам дека е ТСХ, уствари што го прочита, тоа е трето генерацијскиот ТСХ, се уште се држи во некоја добра вредност, тоа е 3,11. Така да со вакви резултати не е лошо да се посети лекар, специјалист или ендокринолог или специјалист по нуклеарна медицина, кој што ќе направи еден преглед и ќе даде превентивно совет на колку време да се дојде на контрола. Ние знаеме ни возраста на пациентката, ако е тоа помлада пациентка, тогаш вредностите на овој ТСХ треба да се нешто пониски. Така да заради тоа е таа предострожност каде што кажуваме преглед и советување за поскора контрола. Иначе вака не би требало според овие вредности да има никакви проблеми. Так. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија, ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмаста. Се јавува гледачка, имам 57 години, имам тироидна жлезда више 5-6 години. Така? Сум била на пунктија и имам резултати од пунктирањето, ако може на докторката да и ги прочитам. Повелете. Сега момент. Размазот на сите три пункти кои се резултат се покрупни капки, густа, црвеникаста, жолтеникава течност. Сега, пунктирањето на ехото е јасно ограничено и лесно реекструирано јазол виден на ехотограмот на со промер 1,2 пати 1,2 см, местен на средината кон горниот дел на десниот лобус на штитната жлезда, кој на ехото прегледот покажува мали подрешја на цистична дегенерација, додека во капсулата е добро васкуларизиран. Тој е пунктиран истиот јазол од горната страна и е на крај на пунктиран сличен јазол со прамер 20 пати 17 мм, местен на долниот пол на левиот лобус на штитната жлезда. Сега резултатите од лабораторија ми са РИ 11,3, РТ 10,4 и РЕХ 0,23. Ми препорачува операција, мала операција на левиот лобус на тироидната жлезда. Или доживотно да пием тироксин пием. Дали сега прима пациентката некаква терапија за тироидната жлезда? Да. Пиете еутирокс и сега пиете? Да. Колку? Да, од 5. Од 50 микрограми? Не, од 5. Еутирокс пиете или пиете некоја друга терапија? Тиразол пием. Тирозол пиете, затоа пошто од 5 милиграми рековте, така. Да. Така, во овој случај ке пациентката станува збор за хиперактивна тироидна жлезда, со тоа што би требало да знаеме точно дали е целата тироидна жлезда хиперактивна или станува збор за некои од јазлите кои што се видени на ехо да се хиперактивни. Тогаш станува збор за аденом, токсичен аденом на тироидната жлезда.
Во таков случај, како што е кај пациентката, после пункцијата, многу често, ако немаме успех во лекувањето со таблетарната терапија, се предлага да се направи операција на тиреоидна жлезда. Предходно може да се сугерира да се, доколку дозволува целиот физикален преглед и целата клиничка слика, да се пристапи и кон апликација на радиоактивниот јод за третирање. Меѓутоа, предпоставам што ме даден совет за хируршка интервенција, дека е потребно тоа да се направи. Од она што го прочита од пункцијата пациентката, оди во прилог на бенигно променета цистично дегенерирана тироидна жлезда. Тоа значи дека имаме бенигни клетки во тироидната жлезда и тука немаме простор за секирање. Дегенерирана до негдека значи дека не се очекува да имаме понатамошен пораст на овие јазли, а цистичната промена значи дека во тој еден дел од тироидниот јазол што е виден е најдено или мало количество на течност или крвав течност, односно крв е најдено. Советот е да се доиследи докрај пациентката, да се види како понатаму ќе се пристапи. Меѓутоа, јас верувам дека што ме веќе поставена на терапија тирозол, одлуката на лекарот што ја води е токму таа да се направи хируршка интервенција. Треба да се види дали ќе има понатамошна потреба од земање на доживотни препарати со левотироксин, односно со еутироксот, бидејќи многу често хирургот на самата операција прави проценка колку треба да се отстрани од тироидното ткиво. Во овој случај кај пациентката имаме јазли кои што се во левиот тироиден лобус. Тоа значи дека има простор да се остави десниот тироиден лобус, кој што многу често ја превзема функцијата на целата тироидна жлезда и таа понатаму продолжува да функционира сосема нормално. Доколку се види дека има потреба да се отстрани целата тироидна жлезда, тогаш се отстранува и се пристапува кон една доживотна субституција со еутироксот, односно левотироксинот. Така. За жал, честа е појавата на дегенерација на штитната жлезда, односно на тироидната жлезда. Тука и знам дека имаме доста актуелна тема која што буди интерес, а особено кога имаме ваков доктор каде што детално и убаво ги објаснува работите, тогаш сигурно сум дека ќе има навистина голем број на телефонски јавувања, како што е во случајов навистина така. Добар ден за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и докторката. Поздрав до вас. Имам едно прашање. Повелете. Диагностицирано е моментално, односно 14 години, хипотиреозис, а претходно 8 години хипер. Меѓутоа, после смрт на ќерката се префрли во хипо. Сега 14 години пријам еутирокс и после на тоа една година и нешто 150 милиграми на ден. И беше кажано дека тоа е доживотна терапија. Друго нема. Меѓутоа, прашањето не ми е во однос на терапијата, во однос на тежината. И покрај тоа што се случува, сите активности ги имам како и претходно. Немам зголеме внесна храна, меѓутоа тежината рапидно се зголемува. Замор и сите тие пропратни случувања со хипо. Симптоми кои што ги набројавме. Докторката да ја прашам, има ли некаде каде можам да се обратам, на кој начин да ја симнам или па да одржувам некако тежината, затоа што навистина почнува да ми смета веќе. Да ви прича. Докторката пред месец кога без рече доживотна терапија со 150 мг, контрола на неколку месеци, па ќе видиме после тоа, може би на година и повеќе, меѓутоа тоа е ситуацијата. Ви благодарам. Ви благодарам многу за вашето јавување. Терапијата од еутирокс од 150 микрограми е веќе добра терапија, добра субституција со повисоки дози на левотироксин. Тоа е заради тоа што пациентката, според ова што кажува, има тежина, има маса која што нели треба да се задоволи, односно бара организмот да имаме голем внес на овој синтетички хормон. Секогаш кажуваме кај пациентите, покрај тоа што еутироксот го забрзува метаболизмот, многу често им кажуваме да не се исплаша дека ќе ослабат од самиот лек, може да се појават и по некоја течна столица, се наоѓа една група на пациенти, како што е, предпоставувам, и оваа пациентка, каде што метаболните активности се доста успорени и забавени и каде што еутироксот врши само една добра регулација на тироидните хормони, односно на ткивно ниво добро го регулира целиот тој метаболизам.
Советот е многу движење, пешачење, доколку останатата здравствена состојба на пациентката и дозволува. И во ваков случај не е на одмет да се консултираат и лекари диетолози, кои што би советувале можеби мала диета, односно еден убав режим во исхраната, кој што дополнително ќе помогне заедно со еутироксот да се изгубат килограмите. Субституцијата, односно лекувањето е доживотно и тоа не треба воопшто да ја плаши пациентката, само ќе треба доколку понатаму, сега ние слушнавме возраста на пациентката, ќе треба значи да се проверуваат како се состојбите со остеопорозата, бидејќи многу често овие пациенти се подложни и на промени во коскениот систем, односно појава на остеопорозата. Значи, вакви високи дози, само со еден апел и совет за почеста контрола на остеопорозата кај оваа група на пациенти. Така, одлично. Тука ги направиме една мала пауза, бидејќи според програмската шема на Алфа телевизија следуваат вистите во минута и кусиот блок на реклами. По нив продолжуваме понатаму со истата тема во Алфа ординација. Гледајте на. Денешната тема во Алфа ординација е причини и третман за нарушена функција на тироидната жлезда. Токму на оваа тема одговори во студиото ни дава доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Систина. Ќе продолжиме понатаму токму со прашањата. Суправме на тема токму симптоми при нарушена функција на тироидната жлезда, па Ивана Акус, ако може да добиеме одговор од ваша страна. Еве сосема накусо, значи би почнала како што реков со симптомите кои што се од нарушената функција на тироидната жлезда. Рековме дека тука се тоа две заболувања, тоа е хипотиреозата, каде што имаме намалено создавање на тироидни хормони, и хипертиреозата, каде што имаме зголемена функција, односно создавање на тироидни хормони. Симптомите од едната и од другата група се комплетно спротивни. Значи, ако кај хипотиреозата, односно намалената функција, кај пациентот се создава, односно се чувствува еден замор, една општа малаксаност, поправање иако јаде многу малку, обстипација, односно тврда столица, кај пациентите кои што имаме зголемена функција на тироидната жлезда, односно зголемено создавање на тироидни хормони, обратно, имаме исклучително забрзан метаболизам, каде што имаме рапидно губење на килограмите и покрај тоа што внесуваат големо количество на храна. Понатаму, заради тој забрзан метаболизам, чести столици, диареја, значи проливи, понатаму, хиперактивност, значи постојано се на нога, постојано имаат сила да работат нешто, потреба за движење, која што многу често знае да го оптерети срцето, прави една забрзана срцева фреквенција, една тахикардија, која што знае и понатаму да ги внесе исто така во една општа малаксаност, односно замор. Се препознаваат симптомите, значи и од едната и од другата група се препознаваат и пациентите најчесто ги кажуваат своите проблеми кај матичните лекари, кои што понатаму точно знаат каде треба да ги насочат. Постои и една група на пациенти кои што не манифестираат никакви симптоми. Значи, тоа е така наречената латентна или скриена хипотиреоза. Тука имаме пат на тироидните хормони, пораст, благ пораст најчесто на тиростимулирачкиот хормон, односно ТСХ, и пациентите заради одредена друга причина поаѓаат да се проверат, па матичната, значи, одлучува да се проверат и тироидните хормони и тогаш се гледа дека нешто се случува. Почнуваат, можеби, понатаму, доколку не стартуваат со субституциона терапија, да се појавуваат симптомите, меѓутоа многу често остануваат без никаква симптоматологија, меѓутоа без разлика на симптомите, обавезно е третирањето и кај оваа група на пациенти. Не треба да биде занемарено. Не треба занемарено. Доколку не се третира онака како што треба, ќе позборуваме сега подоцна во емисијата. Сега ќе ги вклучиме гледачите кои што веќе ги имаме на линија, би сакале да ви постават прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Престе Ќе ве замолам малку погласно и појасно, бидејќи не ве слушаме баш доволно добро во студиото. Би сакала да ве прашам за дебетни. Диагноза хипотирозис марија. Се извинувам, ќе може ли само појасно, бидејќи не ве слушаме доволно добро? Диагнозата е хипотирозис примарија. Добро, разбрате, така, добро. Ехо намалена тироидна жлезда, хипоехогена, нехемогена со хипогени одвој.
пие таблети Евротирокс од 75 милиграми. А сега проблемот е тој болка во грлото. И често пати праве како да има нешто, како да му смета нешто во грлото. На која возраст е? 52 години. 55. Така. Дали е тоа доволно? Дали тоа се што имате да навидете? Имам односно значење и со посебни потреби. Ќе ве замолам уште еднаш да повторите, ако може малку појасно, простата што ве терам да повторувате, бидејќи ние многу слабо ве слушаме во студија. Лично остава со посебни потреби. Со посебни потреби детето е. Да. Така. Добро. Ви благодарам многу за вашето јавување и ве според овие информации кои што ви ги даде гледачката, колку можете да дадете малку оскудни информации. Од она што го разбравме, значи поставена е дијагноза примарна хипотироза. Хипотирозата, односно заболувањата на тироидната жлезда се класифицираат нели во неколку подгрупи: примарни, секундарни, терциерни. Примарните заболувања се токму оние заболувања кои што афектираат самата тироидна жлезда. Секундарните, ако се тие поаѓаат од хипофизата, значи од ТСХ хормонот, и терциерните се веќе од тиреорелистичкиот хормон ТРХ хормонот. Како дијагноза која е поставена веќе примарна хипотироза, тогаш кај пациентот претпоставувам дека постоеле и одредени симптоми, бидејќи ако било без симптоми би била таа латентна хипотироза. Дозата не ја слушнав колку кажа пациентката. Мислам дека беше 75 75 микрограми. Прашањето беше дека повремено чувствува некоја болка во грлото. Многу често тироидната жлезда не дава болки, сем кај тироидитите, односно воспаленијата на тироидната жлезда. Меѓутоа, еден од симптомите знае да биде гушење, односно чувство на кнедла, дека нешто стои во грлото. Значи, тоа е повеќе субјективно, меѓутоа и многу често се јавува заради тој недостаток на хормони, проблем во голтањето, па пациентите многу често кажуваат дека нешто како да стои во грлото не може да го голтнат. Сосема нормално и очекувано да се појави, колку и да бидат добри резултатите, ова чувство многу често останува. Знае да биде присутно. Доколку убаво ја разбравме, пациентката станува збор за пациент со посебни потреби. Сега, тука е прашањето, дали хипотиреозата е поставена како дијагноза за време на детска возраст овој пациент, бидејќи може да се случи ако немало доволно тироидни хормони, ако е задоцнато во однос на третирањето, да се појави некаков проблем кај пациентот. Меѓутоа не би продолжила да коментирам бидејќи не сум сигурна. Додека немате доволни информации така со кои што би располагале за да можете детално да дадете објаснување така. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. До студиото, до гостинката. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Станува збор за бремена особа, така. 27 годишна е, така. Има диагностицирана следната диагноза. Тироидната жлезда е лесно смалена, дифузно нехомогена, со присутни фиброзни траки и хипоехогени зони. Резултатите на крвната слика се тоа трета генерација ТСХ 2,79, а референтните вредности се од 0,2 до 3,5. FT4 вредноста е 0,631, а референтните вредности се од 0,89 до 1,76 и има високи анти-ТПО 375. А вредности се до 10, од 10 до 35. Сега ме интересира, докторот диагностицираше Хашимото. Прима лекови левотироксин од 50 мг еднаш дневно и треба да ги прима во текот на целата бременост. Дали понатака ќе биде зависна од лековите доживотно? Што е мислењето на докторката? Само би прашала во која недела е пациентката од својата бременост? Моментално е 25-та недела, а диагностицирано е во 13-та недела. 13-та, добро. И овие резултати што ни ги прочитавте, кажете ми дали се сега скори резултати или се од пред неколку недели?
Денешни резултати, добро. Прашувам ова заради тоа што ова FT4 што го прочита пациентката 06 е на долна граница, што никогаш знае да направи паника, забуна кај одредена група на лекари кои што не се занимаваат со ова диагностика и лекување. Меѓутоа, во последниот триместар од бременоста, самиот тироксин, односно во овој случај, слободниот тироксин FT4 е очекувано да падне, односно да биде на долна граница. Потребно е да се следи или FT3 хормонот, или тиростимулирачкиот, односно ТСХ хормонот. Кај пациентката под субституција, ТСХ е сега во релативно добри граници, тоа е 2,7, со тоа што велам релативно, заради тоа што сакаме сепак во текот на бременоста оваа вредност негде каде ја задржиме најмногу до 2, евентуално до 2,5. Така да, може би не е лошо да се направи уште една консултација, за да се види во однос на клиниката дали има потреба евентуално 1 до 2 дена да се направи мала корекција во однос на оваа терапија. Прашањето повеќе одеше кон тоа дали ќе биде пациентката зависна и понатаму после бременоста. Позитивни се антителата, тоа значи дека имаме Хашимотов тироидит. Не треба да ги плаши пациентите што тие антипероксидазни антитела се околу 370, колку што кажа пациентката, а се движат во зависност од лабораторијата, кај некои до 35, кај некои до 60. Дали се тие 350, дали се 1000, дали се 1350, многу често ги смируваме пациентите, тие се покачени и ќе бидат покачени. Еутироксот знае да ги намали, меѓутоа многу ретко, да не речам никогаш, да ги внесе во некоја нормала. Треба да се види, се случува после бременоста. Имаме пациенти каде што дозволуваме според вредностите да се прекине терапијата со левотироксин, меѓутоа под посебен мониторинг, значи со чести контроли за да нешто не се пропушти. А кај голем дел од пациентите останува и доживотна субституција. Треба да се следи. Јас би дала совет прво бременоста да се истера апсолутно контролирано, секогаш под добар мониторинг за овој ТСХ и FT3 хормонот. Понатаму, за време на оние неколку недели после породувањето, задолжителен скрининг да се види и после тоа еднаш месечно ќе биде сосема доволно за да лекарот одлучи дали брзо ќе ја намалува постепено, па се до исклучување ќе дојде терапијата или ќе остане доживотно третирањето со лекот. Така, сепак е во соработка со... Апсолутно, не сме да се остави да нема соработка. Така. Како се диагностицира болеста на тироидната жлезда? Стасавме до самата тема диагностика. Диагностиката многу битна, значи прво нешто што треба да се направи е клинички да се види пациентот. Тоа значи да се направи, да се земе добра анамнеза, односно анамнезата е разговор со пациентот. Од разговорот имате голем дел од она дали очекувате нешто или се случува нешто кај пациентот. А понатаму оди она што е вистинската диагностика, значи сигурната диагностика, тоа е ехосогренографскиот преглед и лабораторијата. Ехото е лесно, неинвазивна метода, која што е брзо изводливо, безболна метода, значи која што убаво е да се направи барем еднаш кај пациентите, особено кај жените. И тоа значи особено ние на 30-та. Апсолутно, и кај пациентите кои пушти повторно ќе кажам фамилиарна предиспозиција. Кај нив дури даваме совети за време на бременост, ако станала бремени или доколку па не може да останат бремени, тогаш да се види да не причината е случајно во тироидната жлезда и да се провери. И доколку поминал нели целиот овој период на репродукција, односно гравидитет, понатаму да се направи уште една контрола во периодот на односно менопаузата. Доколку е потребно диагностиката, која што ја правиме со ултрасонографија и со лабораторија, да се пристапи и кон скенирање на тироидната жлезда и кон биопсија, тоа се веќе следните чекори. Најчесто, значи, скенирањето го даваме кај пациенти кај кои што имаме ехографски знаци за тироидна појава на тироиден нодус, односно јазел, евентуално зголемена тироидна жлезда или гушавост, и кај нив правиме скенирање, или постоење на тироидити, односно воспаление на тироидната жлезда. Кај нив и како ни помага ова скенирање да поставиме дефинитивната диагноза. И понатаму пункцијата за да видиме природата на евентуално појавените тироидни нодуси. Така, на што го споменавте придмалку, да видите за каков тип на чворови станува збор, дали се бенигни или малигни
чворови. Ќе продолжиме понатаму со уште телефонски вклучувања. Ќе го поздравиме гледачот кој веќе го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавуваме за тироидната жлезда. Поздрав многу до вас и до докторката. Поздрав до Тук вас. пишува мала тироидна жлезда. Хипотогена и хетопогена. FT4 1,1. А TSH 1,5. А примаме еутерокс 1 ден от 75, 1 ден от 100 милиграм. Али не се чувствувам много замор имам и притиска много ми варе. На која возраст сте? 63. А лечам се от 2000 година во Скопје. Сега во Штип не изпратија, ништо немам подобрување од Штип. Скопје без подобро без. Сега нешто. Не обраќам внимание. Не знаеме што ќе правим. А осеќам се замор премногу. Так. И дувам се целата, поправам се многу, а не ја. Што може да биде, да ми објасните ако може. Така, ви благодарам многу. Никако поврзано со една претходна јавување на гледачката. Според лабораторијата која што пациентката ја прочита, имаме одлична субституција на хормонот кој што го дава лекарот кој што ја води. Тоа го гледаме најмногу преку ТСХ хормонот. Значи, тоа е, да кажам, во идеални граници. Кога имаме 1,1 вредност, значи тоа е нешто што ние го посакуваме како лекари, особено на таа возраст на која што е пациентката. И симптомите кои што ги чувствува, не сум сигурна дека можеме да ги препишеме дека доаѓаат од тироидната жлезда. Кажа дека има варирање во притисокот. Многу често низок притисок, хипотензија, висок притисок. Знаат да дадат подеднако замор како што дава и самата тироидна жлезда. Знае тироидејата да даде промени во притисокот, меѓутоа ништо да не се исклучи, бидејќи кажува дека и се подува, дека има евентуално проблемот да не доаѓа оттаму. Доколку не верува во лабораторијата која што е направена, некогаш советуваме да се направи поскора лабораторија, да не случајно имаме некаква грешка, несакана нормално во самите вредности, па да се види, нели, да не случајно не се добри вредностите. Меѓутоа, во моментов би можела да предложам да се проложи со истата терапија, бидејќи навистина има одлични вредности и на двата хормона кои што ни ги прочита. Во однос на ехото, намалена, да се очекува таа да биде намалена, значи со текот на годините таа се намалува и заради тоа и намалено лачи хормони, затоа и пациентката ја зема субституцијата. Таква е структурата, најчесто одат како хипоехогени, значи тоа е како позатемната структура со тие фиброзни траки, така да нема ништо што треба да се секира во однос на ехосонографскиот наод. Добар ден за следниот гледач кој го има на линија. Ало, добар ден. Добар ден. До студиото и до докторката. Имам едно прашање вака. Повелете. Јас сум на возраст од 49 години, пред 2 години, случајно имаше некоја бенигно тумор и ми открива докторот да одам ми препорачува да одам да испитам тироидната жлезда, пошто ми се најдени и сега ми е диагностицирана трума мултинодуса. Меѓутоа, јас сега вака последно известие ќе го прочитам на докторката, мада и верувам и на таа докторка што одам. Вака вика, тироидната жлезда е изоехогена, хомогена, со уредна големина и форма. Во десниот лобус се наметнува еден нодус типо до анехоген, периферен тип на само со димензии 0,6 пута 0,4. Во левиот лобус се наметнуваат 2-3 нодуси, од кои едниот се димензии мешана структура, периферен тип на васкуларизација, Х2 1,2 пута 0,6 сантиметри, така. Сега јас со докторката, значи не ми е дадена никаква терапија, правено ми е пред 6 месеца биопсија, тие 2 чвора, така речено, го кажеме нашински, и сега да се допрашам со докторката, пошто немам никаква терапија дадено, значи дадено ми и контрола на година време. Сега барам и друго мислење од вашата докторка, за да дали ќе се совпадне исто како мојата докторка кај што одам. Значи дали е нешто страшно и
или Так. не, и што треба да се следи, нели, као бенигно испаѓа сето тоа, тие наши спорови, така да речени. И тоа ме интересира и, например, уште едно прашање, ако веќе постојат тие чморови и се следат, нема ли, например, или да бидат во мирување, да се следат, или нешто, да се, ако не смета, например, со некоја поблага така интервенција, или нема потреба од сето тоа. Така, ве разбрав. Ви благодарам многу за јавањето, да ја одговориме на гледачката во поглед на... Во однос на диагнозата струма мултинодоза, тоа значи дека на самата тироидна жлеза се видени повеќе од едно чворче, односно јазли, и они прочита два дека има, односно три, едниот е од десниот, другите два се лево. Според структурата што ја кажа, значи хипо до анехогена, станува збор за цистични формации. Тие се тие кои што дава таква анехогена структура, бидејќи тука не продираат зраците од сондата и не може да се видат како нормалното ткиво од тироидната жлеза. Така. Добро е што кај пациентката и на толку малецки промени кои што ги прочита, направена е тенкоиглена биопсија, која што го докажала присуството на бенигни тиреоцити, значи нормални клетки од тироидната жлеза. И доколку хормоните, бидејќи не ни ги прочита се сосема уредни, пациентката нема потреба да се секира, ниту има потреба од некаков понатамошен третман. Единствениот третман кај ваквите пациенти е хирургијата, меѓутоа во овој случај тие се толку малецки да ние воопшто не ја предлагаме како опција да се зема. Се следи за да се види дали евентуално во текот на следните месеци би имало некаков пораст. Доколку нема пораст, само се прават редовни контроли и доколку не и пречи ништо на пациентката, не се превзема ништо. Хормоните апсолутно, ако се уредни, нема потреба од давање на терапија. Терапија за да се намалат овие промени кои што се јавуваат многу често кај пациентите, тоа многу често прашање, значи они секогаш одбегнуваат што е нормално инвазивна метода, тоа е хирургијата. Секогаш прашуваат дали има некакви лекарства со кои што може тие да се намалат, односно се стават во мирување или да исчезнат. Терапија може да се даде, тоа е истиот левотироксин, односно еутироксот, меѓутоа доколку хормоните го дозволат тоа. Доколку имаме вредности на ТСХ нешто повисоки, тогаш можеме да дадеме мали дози на еутироксот. Меѓутоа, доколку ТСХ е низок и повеќе оди кон долни граници, тогаш можеме само да направиме еден спротивен ефект, односно да предизвикаме една хипертиреоза. Така да, многу често посрекни сме доколку ги следиме пациентите, отколку даваме било каква терапија која што би можела понатаму да направи одредени штетувања, друг проблем. Добар ден, за следниот гледач кој ги имаме на линија. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за водителката и докторката. Поздрав и до вас. Се јавувам за мојата кирка, која што е 37 годишна. Колку рековте? Ало. Да, 38 годишна рековте. Да, 37 годишна, добро. Добре. 7-8 години. Која што има висока вредност на антителата. Така. Она чувства нелагодност, нерасположеност, насабајле со потесени подоцници, страв. Дали се само антителата? Некој немир. На два пати има, одеше, посетуваше на доктор, беше, и е кажано дека не треба никаква терапија да прима, меѓутоа, ако сепак не спадне антителата, тогаш да се дојде. Меѓутоа, верувајте дека термини не можеме до термин да дојдеме, например, на доктор за да одинат по натамошни испитувања. И се плашам што ако не се симне вредноста на антителата. Докторката праша дали се само антителата? Таа антитела во организмот. Хормоните се сосема уредни, така, од тироидната жлеза. Да, хормоните се уредни. Така. Да. Имаме група на пациенти кај кои што имаме така наречена еутироидна состојба, односно Хашимотов тироидит, меѓутоа еутироидна состојба, каде што тироидните хормони се во сосема нормални граници, само тироидните антитела се покачани. И тоа што би значило? Тоа би значило дека доколку се тие во сосема нормални граници, тогаш не одиме со терапија. Секогаш е дилемата дали на вистина симптомите доаѓаат од овие антитела, бидејќи литературата кажува дека сепак треба да постои некакво вистинско функционално нарушување во тироидните хормони за да имаме појава на симптоматологија, односно вистинска хипо или хипертиреоза. Меѓутоа имаме група на пациенти кои што гледаме дека со овие високи антитела сепак знаат да дадат одредени симптоми кои што асоцираат на тироидни заболувања.
треба да се види колку е титарот, колку се високи тие тироидни антитела и да се види колку е и ТСК. Некогаш, доколку ТСК дозволува, стартуваме при нормални вредности на ТСК, зависи колку нормални, значи треба лекарот да го одлучи, и гледаме дали имаме подобрување во симптоматологијата кај пациентот. Доколку имаме подобрување и доколку ТСК остане добар, тогаш продолжуваме со терапијата. Доколку падне многу брзо, и немаме никој големо подобрување, тогаш многу често се случува да го прекинеме. Станува збор, значи, ако повеќе се симптомите како за кон хипотиреоза. Така да треба да се следи во моментов. Не треба многу често да ги проверуваат тироидните антитела, бидејќи тие ќе бидат високи на секое проверување. Тоа ги вознамирува само. Значи, на кога временски период би требало да ги антителата, проверат? првиот пат од кој ќе се проверат и кога ќе се диагностицираат. А ако се уредни тироидни хормони, даваме совет да се направи уште еднаш на 2 месеци. Ако се и тогаш да не сосеме биде нормални, веднаш ако и тогаш се сосеме нормални, тогаш пролонгираме на 4 месеци. После 4-тиот месец, во зависно, значи пак од целата слика што ја добиваме, го даваме понатамошниот совет. Меѓутоа, нема што да очекуваат сега да ги намали, значи само тие можат благо да бидат во пораст, што дополнително ќе даде една вознемиреност кај пациентот, така да нека не се фиксираат на нивната бројка, туку нека се следат евентуално симптомите, дали тие се зголемуваат, се интензивираат и нека се посети лекар кој што се занимава со оваа проблематика да види дали евентуално може да се даде некаква терапија ако тоа го дозволуваат хормоните. Так. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија, ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден, поздрав за емисијата. Добар ден. Сакав да се информирам, значи пред година дена ми е диагностицирано хипертиреоидоза. Така. На возраст од 30 години. И сега после година дена, значи користење на пропутирацил 2 пати од 50 мг дневно, ми се појави блага несиметрија на очите на едното око, дали симптомите би се повлекле со тек на време и второ прашање ми е дали ако останам бремена, што имам едно дете, дали може да се остане бремена и доколку се остане дали би штетеле апсињата на плодот. Така, ви благодарам многу. Тоа се најчестите прашања. После одговорот на гледачката би можела да одговорите и на прашањето во однос на проблемите со тироидата, зачнувањето и секако периодот во бременоста и проблеми со тироидата. Пациентката има диагноза хипертироза или зголемена функција на тироидната жлезда, каде што лекувањето најчесто започнува таблетарно и оди негдека од 1 до 1,5 година. Доколку немаме добар одговор во лекувањето во овој период, тогаш на пациентите им нудиме втора, односно трета опција за лекување, тоа е апликација на радиоактивен јод, што во моментов кај пациентката, бидејќи сака да остане бремена, го исклучуваме како можност, се препорачува да се види хируршка интервенција, односно редукција на тироидното ткиво, кое што ќе остане оноку ткиво кое што очекуваме да функционира сосема нормално понатаму. Во однос на терапијата, која што ја зема во моментов, 2 пати по 50 пропилтирацил, не смета доколку таа остане бремена. Секогаш кажуваме дека ќе се соочи со еден мал проблем на тироидна симптоматологија и проблеми кои што самата, односно, тоа не се проблеми што бременоста ги носи со себе, меѓутоа сепак е една малце потешка фаза во која што влегува пациентката. Лекот кој што го прима сега, апсолутно е безбеден да се прима во текот на целата бременост и понатаму во текот на лактацијата, односно на доењето. По однос на очите, треба да се види сега, значи, зошто се појавил тој, предпоставувам, така наречен палпаторен едем, односно отоци, да се види кое е нивото на хормоните, бидејќи многу често предозираноста знае да даде едни отоци во очите, а и самата тироидна жлезда, меѓутоа тоа е многу често појавата на тој екзофталм кој што се појавува кај така наречената автоимуна Грейвс-Базедова болест. Меѓутоа таа се појавува уште на самиот почеток, значи очите испакнуваат многу често со самото поставување на диагнозата. Многу често и пациентите доаѓаат заради проблем со очите. Треба да се видат хормоните како се, евентуално дали можеби е потребна некаква корекција во смисло на намалување на терапијата и да се исконсултира нормално и офталмолог, кој што понатаму многу често дава совети да се носат на светло темни очила, значи да не се оптеретуваат очите, да се спие на малце повисока перница, меѓутоа и други совети кои што сепак офталмологот знае да ги предложи.
се предпоставува и се очекува дека после третирањето би требало да имаме подобрување во однос на очите, без разчарување дека некогаш и остануваат тие со така една мала промена во однос на претходната состојба кога сме имале сосема здрава тироидна жлезда. Во поглед на преминост и зачнувањето? Во однос на преминост и зачнувањето постои значи една цела сега насока која што се занимава со оваа проблематика. Во нашата болница во Аџи-Бадем Систина апсолутно се работи на таа проблематика и тоа особено со нашите гинеколози и мојата колешка доктор Муратовска која што работат на една голема студија во однос на оваа проблематика. Доколку се најде на проблем со останување на бременоста, тогаш гинеколозите секогаш во својот пакет на проверки на сите хормони ги вклучуваат и тироидните хормони. Ако се види дека проблемот доаѓа од тироидната жлезда, се упатува кај нас на третирање и за среќа за брзо се решава тој проблем. Може да се остане спонтано од кога ќе се реши целиот проблем или доколку се пристапи кон инвитро, добиваме добри резултати со тоа што брзо се реализира инвитрото, се задржува плодот и си тече бременоста добро како што треба. Идат по комбинација таа хормонална терапија заедно со терапијата која што ја давате. Многу често оди значи тој проблем со хипотиреозата, односно со намалената функција на тироидната жлезда и оди една субституција со истиот тој лек, левотироксинот, односно еутироксот. Во таков период, значи, ТСК сакаме да се одржува во нешто пониски вредности, отколку што се дадени од лабораторијата, референтните вредности. Па, во првиот триместар, доколку остане пациентката бремена, тогаш ТСК не дозволуваме да се покачи многу над 2, а веќе во последниот триместар дозволуваме да тој биде околу 2,5, па дури малце ако се покачи повеќе, во однос на клиниката дозволуваме да се движи во тие некои во некои горни граници. Треба да се проверува, значи нема дискусија, тука ние многу не би се наметнувале, бидејќи кај нас пациентите доаѓаат по препорака на гинекологот. Доколку тој види некаков проблем, тогаш значи се насочува кај нас и се апсолутно се решава. Многу брзо се решава целата проблематика. Так. Имам уште многу прашања во поглед на темата, но знам дека ќе има и многу прашања од гледачите, си кој давам предност на гледачите, ќе го поздравам и следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелата во програма сте. Така. Јас имам 33 години и пијам еутирокс веќе 9 години, значи од 22. После првата бременост ми се јавија некои симптоми. Многу тешко ми ги открија, имав многу високо ТСХ, ми беше тогаш 42, а нормалните вредности беа до 8. Моментално пред една година насипам 4 дена таблети од 75 и 3 дена 75 плюс половина. Значи 112, 3 дена пијам. Пред 2 недели, односно пред 3 недели повторно испитав, не се чувствував добро. Испитав повторно ТСК и FT4. ТСК ми беше 6,30, а референтните вредности се 0,27 до 4,2, а FT4 16,77, а нормално е од 12 до 22. Так. Докторот ми препорача да ја зголемиме дозата на 100, што значи сега пијам 100 мг еутирокс секој ден. Многу често знае да имам некои така депресивни моменти и анксиозност, нервоза, повремено, значи тресење на рацете. Така, па сакам да прашам дали тоа сето влијае на тироидната и дали има некаква врска. Имам инаку 2 деца, значи многу лесно останам бремена со второто дете и покрај тоа што редовно секој месец значи ми ја зголемуваа дозата и примав цело време еутирокс. Така, ви благодарам многу за вашето јавување, ќе го добиете одговорот веднаш. Пред тебе да се надоврзам на одговорот на пациентката. Еден совет до сите што ја слушаат во самата емисија, значи не треба да се плашат пациентките дека доколку примаат еутирокс не може да останат бремени. Значи доколку имаат нормално ниво на хормони, сосема нормално ќе останат бремени. Така да
тука немаме потреба од некаква посебна загриженост. Што се однесува до пациентката, ТСХ хормонот е покачен, што значи дека апсолутно морало да се оди кон зголемување на терапијата. Така да 75 во комбинација со неколку дена плюс некоја таблетка бара да биде малце коригирано, односно да се покачи дозата. Советот ќе биде само да се направи малце побрза контрола, за да се види дали ќе биде оваа стотка доволна или ќе имаме потреба уште малце да се додаде од лекот. Така. Дава апсолутно и анксиозност и депресија самата хипотироза, а од друга страна пак нервозата и она мал тремор, односно тресење на рацете, може да дојде и од самиот еутирокс. Во моментот кога ќе се испие, ќе се забрза метаболизмот, значи тие фини движења малце да се раздвижат, така да не треба воопшто нешто посебно да се секира, али оди со таа анксиозност и депресија која што ја кажа пациентката. Мислам дека може да се избори, штом се изборила толку години со самата хипотироза, и дека нема потреба од некоја друга дополнителна терапија која што би се земала за оваа состојба. Убаво се да ја смирите, навистина, во поглед и на терапијата и во поглед на симптомите кои што ги спомена. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до екипата цела. Многу ви фина. Докторката многу ми е пријатна што гледам. Едно прашање да ми каже, ќе молам, јас од 2010 година жлездата патам. Одам на контрола, прво пиев еуротороксин од 50 милиграма, подневно поеднаш. После на 6 месеца отидов ми дадоа по 75. А сега пием наизменично. Еден ден стотка, еден ден 75. А Рио тероксинот, тоа Рио, како се вика, 16,9 ми е. А тероксинот 1,0. Бев на контрола на 1.10.2015. По една година ми рекоа, ми извештав на контрола додам. А што треба да правам? Аз слабеам. Апетиција немам, косата ми паѓа и сега што да правам, ќе ве молам ако сакате да ми објасните. На која возраст е, дали кажавте? 68. 68, добро. Вредностите што ги кажа пациентката во октомври што била минатата година се сосема уредни и терапијата која што ја зема сосема одговара за да си продолжи за тие вредности што се прочитани. Слабе од еутирокс. Значи јас си кажав, тој ги забрзува метаболните активности и може би нема толку да ослабе пациентот колку што не дозволува да се поправи, бидејќи се што се внесува многу брзо од лекот се согорува заради забрзаниот метаболизам. Во однос на косата, кај хипотиреозата имаме сувост на влакното и кршливост на влакното. Меѓутоа пациентите многу често нели гледаат влакно во рака, не препознаваат дали паѓа косата или е кршлива. Така да овој еден период, пролет, лето, знае да имаме малце поголема изразеност на опаѓање на влакното, односно и сувост од самата хипотироза, што значи дека не треба многу посебно да се придава важност. Меѓутоа, бидејќи слабе е пациентката, сепак би советувала поскора контрола од она на една година што е препорачена, да не случајно имаме во моментов блага предозираност, односно внес повеќе од што треба на лекот, бидејќи сепак октомври е далеку, 9 месеци се поминати, може да се провери за да се види дали евентуално треба некаква да се направи некаква корекција. Така, добар ден за следниот гледач кој имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Молам едно прашање до докторката. Така. Ако мислам се слушаме. Да, ве слушаме одлично, повелете. Имаме една внука на 23 години моментално. Така. При проверка на сите хормони заради полицистични јајници. Така. Се утврди ТСК 6,6, СТ4 16,3 и пролактин 12,8. Така. Што ќе ми каже докторката, нешто малце сме загрижени, опатени сме во ендокринологија. Само пролактинот. Пред ова, таја имаше некоја диагноза аденом на хипофизата. Така. Со тој аденом, со пролактинот се стабилизираа хормоните сите.
со достинек што го пијаше. Сега ова испитување вака покажа. Так. Многу често микроаденомите, предпоставувам дека станува збор за микроаденом кај пациентката, бидејќи ако е некој поголем аденом, тогаш би се превземале подруги мерки. Знаат да дадат изместување на пролактинот и ТСХ, бидејќи се излачуваат од хипофизата. Што ме среда на целата состојба? Предпоставам дека пролактин 12 е нормална вредност на пролактинот, и пациентката пиела достинекс, кој што е за таа цел. Меѓутоа, тој не може да ја смири и состојбата на тироидната жлезда, односно на ТСХ. Со 6 ТСХ би советувала да се посети специјалист по нуклеарна медицина кој што ја третира тироидната жлезда и да се отпочне со лекување на тироидеата. Не е ништо страшно, бидејќи ја знаеме која е причината. Микроаденомот притиска, дава стимулирање на тие два хормони кои што се директно, кои што се излачуваат од хипофизата, и заради тоа настанува овој проблем. Млада е индивидуата, многу брзо може да се успостави нормализирање, односно со субституцијата сосема да се нормализираат хормоните, така да нема простор да пациентката се секира, меѓутоа не треба да чека, него треба да се види овој ТСХ да побара веднаш помош, така. Така, добар ден и за последниот гледач кој го имаме за денеска. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, јас имам хипотироза, имам 65 години, пред 4 години сосема случајно беше откриена. Значи пијам 75 дена милиграми еутирок, 2 дена у неделата пол алфа. И се чувствувам добро. Неколку пати слушам, а и сум читала у однос на исхраната, дека не треба да седе зелка, брокула, брокель, кеј. Тоа и вчера го слушнава и сум го читала, ме интересира зошто. И дали зелката, ако е седмички обработена, може да се јаде? Так. Ви благодарам многу за вашето јавување. Имам на дополнување тукму на ова прашање, но виднаш прво да одговориме на прашањата на гледачката. Многу чести прашања и многу чести разговори долготрени со нутриционисти, оние кои што се занимаваат со повеќе со оваа проблематика. Ние вака одма ќе кажеме. Пациентите кои што имаат било какви тироидни заболувања, ево од функционалните ќе тргнам, продолжуваат да живеат сосема нормално и се хранат исто како што се хранеле до пред појавата на заболувањето. Значи, јас стојам на тоа, стојат и многу мои колеги кои што работиме оваа проблематика. Во однос на зелка, карфиол, брокула, само ќе ги прашам пациентите, колку пати во текот на неделата или на месецот јадат брокула, карфиол или зелка? Еднаш ќе ми одговорат. Зар мисла дека тоа еднаш ќе направи некаков проблем со тироидната жлезда? Нема да направи. Заради тоа советот е сосема нормално да си продолжат и да си јадат и да си конзумираат. Единствениот апел што го даваме е доколку се појави хипертиреоза, останате од старите, да се третира евентуално со ликери во кои што се ставаат, односно ракија во која што се ставаат млади оравчиња, кои што продуцира, односно испушта младиот орав јод и понатаму се зема секое утро. Тоа е проблем, заради тоа што на хиперактивната тироидна жлезда не и треба дополнително внесување на јод, затоа што на тој начин таа уште повеќе само ќе ги создава тироидните хормони. Значи тоа не. По однос на хипотиреозата, ако земаат во периодот кога треба да ја направат контролата, ќе добиеме лажно позитивни или лажно негативни резултати, што пак нас не прави проблем како понатаму да третираме. Тоа бил добар лек пред 50-тите години, кога немало никаков внес на јодот во организмот кај жителите, бидејќи сме ние ендемско подрачје. Се уште сме, немаме доволно количество на јод во водата, односно почвата. Заради тоа е одлучено со закон да се јодира солта. Тогаш, бидејќи немало јодирање пред да се донесе законот, ова било начин како да се внесе јодот. И тогаш било сосема добар лек. Меѓутоа, сега е проблем да се внесува, односно само прават пациентите дополнителна белја. Така да ќе советувам на оваа пациентка што се јави, на сите останете, значи сосема нормално конзумирање на исхраната која што и претходно си ја земале. Така да нема потреба од некаква рестрикција. Дали е таа термички обработена? Да, нормално за се што треба да биде термички, да биде да продолжи. Меѓутоа ништо посебно во однос на другото. Кога подготвував темата, најдов на еден факт дека не треба да се внесуваат млечни производи.
Така. Колку млечните производи преку ова гостување треба да се внесуваат или не треба? Бидејќи ја споменавте јодта, тогаш во какво количество е неопходно за самиот организам да конзумираме јод? Зошто кажуваат дека не треба? Мислам дека тука ни идуваме на еден проблем на погрешна интерпретација на внесот на млекото и млечните производи. Значи, проблем е што доаѓа до една интеракција помеѓу калциумот од млечните производи со тироксинот кој што се внесува. Заради тоа и на самиот лек на еутироксот, а и она ние кога им даваме совет на нашите пациенти кога започнуваат со терапија, е еутироксот да се зема половина час пред јадење. Така да после таа половина час веќе можат слободно да внесуваат. Зошто треба да го внесуваат млекото, млечните производи, особено жените, пошто сепак женска болест е, особено жените кои што понатаму остеопороза ќе се развие, токму заради над 40-та година. Каде што влегуваат, значи пременопауза, менопауза, се троши калциум, значи мора да се внесува, само тоа нека биде во некој разумен, значи временски период од внесот на лекот до конзумирањето на овие млечни производи. Што се однесува до количеството на внесениот јод. Треба да биде од прилика 150 микрограми дневно, што ние сосема го задоволуваме спреку солењето на исхраната која што се приготвува. Кога станува збор за трудниците, таму е нешто повеќе внесот зголемен, од прилика 250 микрограми, заради тоа и земаат пациентите, односно трудниците, суплементи кои што содржат јод во доволно количество, плюс она што дневно го внесуваат. Од тука и оној апел на почетокот што кажавме, да не купуваме, односно конзумираме увезена сол. Некако ние сме љубители на се што е увезено, мислиме дека е некако подобро. Треба да конзумираме сол која што е од кај нас, која што поминала дирекција за храна, поминала Министерство за здравство, ставена е дозволена таа сол, дека е јодирана со 20 до 30 милиграми на килограм јод од соединението калиум јодат. Значи, кога купуваме, треба да гледаме на дозата да пишува 20 до 30 милиграми јод. Има еден интересен факт пред да почнеме со разговорот кој вие ме го споменавте, убаво да го споделиме во емисијата, кога рековте дека кога се готви јадење, дека солта треба да оставиме на крај, токму поради испарувањето на јод, да. Односно во било ќе тргнеме од тоа дека прво треба таа да се купува во помали количини. Значи, едно четворочлено семејство треба да се направи проценка колку користи сол во текот на 2-3 недели, односно 1 месец. Доколку веќе се купи поголемо количество и ако се отвори, како што знаеме да купуваме. Знаеме да купуваме, сите го правиме тоа. Треба да се префрли во темен сад и добро да се затвори, бидејќи на тој начин немаме згручување на солта и немаме понатаму испарување на солта. Истото е во однос на исхраната. Значи, солењето нека оди негдека при крајот на готвењето, од истите причини, бидејќи со самата топлина, односно со самото готвење испарува јодот и од она што вие сте го ставиле, што треба да го имаме, нема да го нема, односно е намален. Така да тоа се некои совети за понатаму кои што пациентите треба да ги знаат во однос на оваа превенција од тироидни евентуално заболувања. Уште многу прашања има кои што може да се постават во поглед на темата, претпоставувам уште многу прашања од страна на гледачите. Оваа тема секогаш буди интерес и секогаш е актуелна затоа што за жал честотата е се поголема. Од тука исти како ќе не биде драго доколку повторно дојдете и бидете гостинка во Алфа ординација. Има уште многу теми од вашата област кои што може да бидат истратирани. Ви благодарам многу. Ви благодарам јас на поканата. Така. А ние ќе продолжиме понатаму со прилог кој ќе биде најава за утрешната тема на Алфа ординација. Проширените вени им задаваат главоболки на милиони луѓе, особено на жените, и тоа во летниот период поради високата температура. Тежина и грчеви во нозете, отоци на зглобовите и на нозете, тапа болка, чувство на трнење на нозете и јадеж се првите знаци дека нешто не е во ред со крвотокот во нашите вени. Се смета дека околу 15% од луѓето ги имаат овие тегоби, од кои дури 3/4 се жени. Проблемите со вените обично се наследни во семејствата во кои двата родители пателе од проширени вени, во 80 случаи иста судбина ќе ги снајде и нивните деца. Проширените вени може да се јават на било кој дел на телото кој има богата венска мрежа, но сепак најчесто се јавуваат на нозете. Превентивните мерки не треба да се спроведуваат само од време на време, туку константно, бидејќи тоа е единствениот начин да се сочува здравието на нозете. Проширените вени се уште повидливи во текот на топлите денови, бидејќи површинските вени се шират за да го помогнат регулирањето на телесната температура.
Движењето е една од најважните компоненти против појавата на проширени вени на ногата. Телесната активност е наједноставниот начин со кој се подобрува повратното течење на крвта кон срцето и ја отстранува опасноста од застој на крвта. И исхраната е многу важна во превенцијата од проширени вени. Здравата храна што лесно се вари помага да се избегне прекумерната телесна тежина, честа причина за појава на проширени вени. Се смета дека една од причините за проширени вени е недостигот од витамин Е, кој игра голема улога во здравјето на ѕидовите на вените. Тежина и грчеви во нозете, отоци на зглобовите, како против проширени вени, е темата во утрешното издание на Алфа Ординација. Совети за проширените вени, особено во овој летен период, ќе имаме во утришното издание на Алфа Ординација. Поканата е да не следите, започнуваме утре во 12 часот. Ќе ве поздравам, ќе ви заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и ќе ви посакам да имате убав и пријатен ден, со препораката да останете и понатаму со програмата на ТВ Алфа. Довидување.